Добро вечер во Дневникот во 22 часот. Полициска акција во населбата Тоде Мендел заврши. Како што соопшти МВР, терористичката група која броела 40 лица целосно е елиминирана. Уапсени се команданти и терористи барани по меѓународни потерници. Во куќите се најдени 14 тела во униформи, а загинатите се идентификуваат. Министерството за внатрешни работи во овој момент може да соопшти дека операцијата во Кумановската дива населба е завршена. Терористичката група која беше стационирана во неколку објекти и представуваше закана по безбедноста на граѓаните на Република Македонија е целосно неутрализирана и елиминирана. Станува збор за една од најопасните терористички групи кои беа закана за целиот регион и која изминативе години беше инволвирана во бројни напади, а нејзините членови беа предмет на меѓународни потерници за најтешки кривични дела. Според првичните созданија, тројца од нив синоќа се предадоа на полицијата, но се уште се работи на потврдување на нивниот идентитет. На лице место досега се пронајдени 14 тела во униформи, чиј идентитет дополнително ќе се утврдува. Меѓу нив засега е препознаен Џафер Зумбери од Ѓаковица. Во овој момент не можеме да исклучиме дека има и други загинати терористи со оглед на фактот дека објектите од кои ја напаѓаа полицијата се значително оштетени и можно е во одредени простории кои дополнително треба да се проверат да има уште тела. Овие објекти се обезбедуваат и во тек е увид на лице место. Првично пронајден е голем арсенал на оружје кој ќе биде подигнат и вештачен. Ова стои во официјалното соопштение на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Повеќе од 34 часа траеше полициската акција за разбивање на вооружената група која вчера во раните утрински часови ја нападна Кумановската населба Тоде Мендел. Завршната пристрелка се случила околу 7 часот. Улиците кои водат во населбата и Зелениот пазар се уште се блокирани од полицијата. Повеќе од 34 часа како трае полициската акција за неутрализирање на вооружените напаѓачи кои вчера во раните утрински часови ја нападнаа Кумановската населба Тоде Мендел. Улиците кои водат во населбата и Зелениот пазар се уште се блокирани од страна на полицијата. Како што дознаваме, престрелките се интензивирале утринава во 7 часот. Сега повремено може да се слушне по некој истрел, а изнесени се 3 оклопни оштетени возила на полицијата. Жителите на Тоде Мендел велат дека од утринава од 8 часот немаат напојување на електрична енергија во населбата. Според информациите, има и нови случаи на повредени припадници на МВР во акцијата. Граѓаните кои отстрана ја наблюдуваат состојбата која се менува постојано, велат дека помеѓу жителите на населбата постоело и ќе постои соживот. Тие сметаат дека овој инцидент нема да ги наруши меѓуетничките односи. Да, точно е тоа. Дека никогаш не сме имали проблем. Секогаш сме биле добри. Па горе не знаеме. Само тие знаат таму што се. Нема кај да идем ни он, ни ови. Кај ќе идем? Не постои етничка нетрпеливост. Нема тоа. Никој ништо не знаел. Никој ништо. Се надевавте ли вие? Ова изненадено е. Изненадено е ова. Присутните новинари од Србија и Бугарија се загрижени за безбедноста на народот и сметаат дека според тоа што досега го дознале, ваквиот немил настан е потполно неочекуван. Нашиот екип дојде тук за да отразјава антиправителствени. Нашата екипа дојде овдека за да известува за протестите во Скопје и да ви кажам право, многу бевме изненадени кога во сабота се разбудивме со веста за престрелките во Куманово. Не очекувавме толку интензивно и долго да се спроведува акцијата. Мислевме дека за неколку часа се ќе се смири. Она што можевме да го забележиме е дека во централното градско подрачје граѓаните се движат непречено, а состојбата таму е под контрола како и досега. Според најновите информации, уапсените припадници на вооружената група моментално се однесени на сослушување во судот во Скопје. Хируршкото оделение во општата болница е во мобилна состојба и работи со удвоен капацитет. Секојдневно на оделението се донесуваат повредените полицајци. Животно загрозените пациенти се транспортираат со хеликоптер, додека полесно повредените се задржуваат во болницата. Од хирургија апелираат до граѓаните доколку имаат потреба од помош да се обратат во ургентниот центар на општа болница Куманово, бидејќи хируршкиот одел е резервиран за спасување на животите на учесниците во борбените дејствија. Хируршкиот одел моментално работи со удвоени капацитети. На работа се секогаш присутни двајца општи хирурзи, ортопед, уролог и тројца анестезиолози. Исто така и техничкиот персонал е удвоен. Хируршкиот одел е во постојана комуникација со Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство и Биро за лекови. Системот функционира по принципот на санирање на примените, на повредените во поглед на
обезбедување на витални функции, обезбедување на повредите за транспорт, животно загрозените пациенти се транспортираат по вертикален пат, односно со хеликоптер, полесно повредените ги задржуваме за надзор и третман на нашиот одел. А потоа организирано припадниците на безбедносните сили се транспортираат и полесно повредените до клиничкиот центар. Во изутринските поинтензивни борбени действија потешко повредени, во животно загрозувачка состојба и имаше неколку полесно повредени. Јас немам овластување да ви го кажам точниот број, а би требало и да имате разбирање, тоа е се со цел за да не се нанесуваат непотребни трауми кон семејствата на засегнатите. Знаете, си имаат министерствата соодветен систем за известување, првично кон семејствата на засегнатите. Оние што се потешко повредени, животно загрозувачки, потешко повредени, може да се обратат на хируршкиот одел. Но, сите постанати пациенти за потребна помош треба да се обратат во ургентниот центар. Значи, секој кој што не е животно загрозен пациент, нека се обрати во ургентниот центар. Хируршкиот одел е резервиран исклучиво во насока за спасување на животите на засегнатите во борбените действија. Нашиот одел функционира во насока на спасување на живот и здравје од засегнатите на борбените действија. Во таа насока и системот на транспорт е организиран. Од местото на повреда до нашиот одел. По повик на Министерството за внатрешни работи. Инаку и екипите од итна медицинска помош се зајачани, појачани со додатни екипи од околните градови. Поради дестабилизација на безбедноста во оделни делови од градот, Општинскиот кризен штаб предложи неколку мерки за надминување на моменталната состојба. Штабот побара од општината да донесе и да обезбеди прифатилишта за раселените лица, 2 милиони денари за хуманитарна помош и обезбедување на здравствена помош. Општинскиот штаб за заштита и спасување беше свикан поради дестабилизација на безбедноста во оделни делови од градот. Врз основа на податоци од медиумите и населението кое се наоѓало на местото на вооружениот судир, Општинскиот штаб излезе со определени предлог мерки. Подоцна беа донесени заклучоци со цел надминување на моменталната состојба во која се наоѓа населението. Вториот заклучок на седницата за заштита и спасување е врз основа на заклучоците на вонредната седница на Советот на Општината, кој се одржа на 9.5.2015 година, се утврдуваат следните прифатни центри за сограѓаните кои се повлекуваат од загрозените делови на градот. И тоа спортските сали на Христијан Карпош, Кочо Рацин и 11. октомври. Како прифатилишта, тоест прифатилишта каде граѓаните првично ќе треба да се обратат, се економско 11. октомври основното училиште, Црвениот крст на општина Куманово и општина Куманово, каде што на телефонскиот број може да се обратат и тоа на 475 830 и 475 800. Трет заклучок на Општинскиот штаб е дека ќе се превземат сите активности во соработка со Дирекција за заштита и спасување, со Центарот за управување со кризи, со Црвениот крст на општина Куманово, во соработка со Општа болница Куманово, во насока на обезбедување на одредени средства кои се потребни на граѓаните, и тоа храна, хигиенотехнички средства, обезбедување на состојба, обезбедување на здравствена состојба и се што е потребно на нашите сограѓани кои се повлекуваат од загрозените подрачја. Општинскиот штаб за заштита и спасување беше свикан по барање на градоначалникот на општина Куманово, кој изрази загриженост за ситуацијата и апелираше да се сочува мирот и стабилноста. Управо и поради изјавите дека операцијата е завршена,
имавме кумано се пробени со рафални стрелби, со поединечни стрелби, детонации и некои инсайдерски информации кои ги добивам од теренот. Се зборува за повредени представници на МУП, се зборува за два тешко повредени представници на МУП кои се во критична состојба, не знаеме каква е судбината и тежината на повредите, значи се зборува за обновени борбени действија, наоѓањето се во една паника, состојба каде реакцијата во такви состојби се многу неочекувани. Овој штаб преко сите луѓе кои се задолжени да работат во штабот и да организират, се со цел да донесеме некои одлуки кои треба да помогнат на оној вториот дел од воената криза, проблемната криза, а тоа е хуманитарната катастрофа и хуманитарните проблеми кои се јават. Значи, по борбените действија кои завршија некако во 9:30 синоче, од 17 часот па намо имаме масовно иселување на граѓани од тој дел на градот, претежно деца, жени, претежно луѓе кои не се во можност само да битосуваат од позиција што е небезбедна и една стравишна ситуација. Ние се обидуваме како локална самоуправа која има постојано дежурство да направиме пунктови на каде може да дочекуваме луѓето. Да имаме опожарени куќи во кои не може да се дадат на тие семејства и така натаму. Значи се наоѓаме во една деликатна состојба каде треба да се интервенира. Првично треба да отвориме кол центар, тој е отворен вече во општина Куманово, каде апелирам преко медиумите, преко социјалните мрежи, сите заинтересирани, односно иселени од тој дел на градот, да се јавуваат за да имаме евиденција на број на иселени луѓе и потреба од каква помош. Заклучоците донесени на седницата на општинскиот кризен штаб ќе стапат на сила со денот на објавување во службен гласник на општина Куманово. Во акцијата на полициските единици изгореа 6 куќи во близина на училиштето во Караѓич. Противпожарната единица вчера интервенирала на гасење пожар на 2 запалени куќи на улиците Нусмиша Кири и Александар Здравковиќ. Пожарникарите ја вршеле својата работа под големо полициско обезбедување. Вчера околу 16 часот добиена пријава за запалени објекти во загрозеното подрачје. Под силно полициско обезбедување, нормално упативме и наша екипа за санирање на настанатите работи. Така да нашата екипа беше на терен од прилика час и пол до 2, при што интервенира на 2 запалени куќи на улиците Рушид Шакири и Александар Здравковиќ. Прочитав по медиуми на интернет дека постои наводно пожар во едно од основните училишта. Меѓутоа, до сега и покрај сите мои напори да добијам било какво сознание, не успеав. Контактирав и со надлежните од СВР Куманово, кои се на терен. Немаме таква информација дека се работи за запалено било кое училиште. За запалени приватни куќи објекти, да, меѓутоа за училиште се уште нема добиено никаква информација ни во територијална противпожарна единица, ниту во полициска станица Куманово. Функционираме на повик и без никакво одлагање се интервенира на било кој дел од територија на Куманово. Меѓутоа, во делот од градот интервенираме доколку има загрозено човечки животи, но сепак под придружба, со придружба на припадниците на МВР, кои колку толку би овозможиле нормална работа на пожарникарите. Доколку има потреба и биде побарано од нас, нормално дека ќе се вклучиме со сите наши расположиви капацитети и во евакуација на луѓето. До сега не е побарано тоа? До сега не е побарано, бидејќи моментално сме ангажирани на други работи.
Директорот на јавното претпријатие Водовод Горан Стојковски информира дека нема проблеми со водоснабдувањето на Куманово, кои се поврзани со вооружените действија на одделни делови од градот. Улиците Трета македонска ударна бригада, Егејска Македонија и Иго Тричковиќ, кои утринава останаа без вода поради дефекти настанати поради притисокот на водата. За безбедноста на филтер станицата е задолжено Министерството за внатрешни работи. До овој момент нема апсолутно никакав проблем со водоснабдување на град Куманово, освен оние дефекти што се за жал редовни поради притисок на вода во нашата мрежа. Значи моментално информација дека потегот треće МУП Егејска Македонија Иго Тричковиќ е без вода, се работи за дефект кој што го отклонуваме, затоа што се случна неколку дезинформации дека нешто друго е во прашање, значи дефект на водоводна мрежа кој ќе биде отклонет во најкратко можно време. Во постојан контакт сме со директорот на водостопанство Кумановско Липковско поле за да известуваат за дотур на сирова вода до фабрика за вода. Редовни контакти имаме со нашите вработени кои што се дежурни во фабрика за вода. Се надеваме дека МВР ги има преземено сите потребни мерки за обезбедување на овој објект. Комуникација со нив, значи за жал немаме сега, најверојатно е тоа во склоп на цела оваа операција. Значи моментално е се во недобар ред. Моментално немаме информација дека има прекина водоснабдување. Значи нормално е водоснабдување на целата населба тоа демент. Немаме ниту една пријава за дефект во било кој дел од тоа демент. На водна советниците ги прифатија заклучоците што ги предложи кризниот штаб. Тоа значи дека утре ќе нема настава во основните и средни училишта, а нема да работат ни градинките. Од општинскиот буџет ќе бидат одвоени 2 милиони денари за евакуираните граѓани, изјави председателот на Советот Максим Димитриевски. Вчера Советот усвои заклучоци, како што знаете и сите во однос на настанатата безбедносна состојба во градот. Денеска имавме 3 точки на дневен ред, значи ја разгледавме информацијата од општинскиот штаб за заштита и спасување, донесовме заклучок покрај сите нивни активности градоначалникот да организира средба со сите председатели на местни организации, лидерите на верските заедници на територија на општина Куманово, сите представници на спортските клубови и сите невладини организации, како и представниците од Комисијата за односи меѓу заедниците, на кои што состанот ќе апелира за сочувувањето на меѓуетничкиот соживот во нашата општина. Исто така во делот на одлуката за наставата во општина Куманово, кое што ќе се одлучи, значи настава во општина Куманово ќе немаме следниот период се до подобрување на условите. Тоа ќе важи за сите училишта и сите градски градинки на територија на нашата општина, доколку биде секако одобрено од страна на Министерот за образование и наука, бидејќи конечниот збор го имаат тие, и одлука за обезбедување на финансиски средства за задоволување на основните потреби храна, вода, хигиено, технички средства и така натаму за лицата кои што се евакуирани. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.